Може би за мене најубедливо најубавиот дел од нашиот град е нашата планина водна. И свести сте и минатата година кога се работеше на реализација на проектот на регионалниот гасовод кој што треба да помине или кој што веќе помина кон Тетово и Гостивар. Успеавме заеднички да реализираме определени концесии за нашиот град. Ние, работната група, интензивно учествува во текстот на Законот за водна. Јас мислам дека сме таму веќе во финална фаза. Ќе ви го презентираме пред да биде пуштен во владина постапка. 42,9 милиони денари кои што ги реализиравме заради сечата на шума за поминување на коридорот. Постапката за јавна набавка, спецификацијата е направена, не доцниме. Зошто? Затоа што во соработка со Шумарскиот факултет беше изработена студија за водно, за видот, типот, местата и локациите, видот и типот на дрва и местата и локациите кои што приоритетно треба да бидат пошумени, меѓутоа на начин каде што нема да биде уништено после тоа зеленилото, имајќи во предвид дека делови кои што се непошумени од водно заради карпестиот состав на планината едноставно нема да може да бидат пошумени. Така што постапката започнува и некаде во пролетното садење ќе бидеме заедно кога ќе го пошумуваме водно. Особено онаму каде што девастацијата заради пробивањето на коридорот за регионалниот гасовод беше помината. Второ, многу битно, оваа пролет, затоа што сме на крај некаде, тоест на средина, на студијата за водно, студија која што не се однесува на природата, туку студија која што ќе придонесе планината да биде дел од активниот живот на Скопјани. Со посебно значени патеки, со патеки за велосипедисти од една страна, оние кои што сакаат поекстремен велосипедизам, патеки за пешаци од друга страна, зиплайнови, платформи, наблюдувачници и секој тип адреналински парк и секој тип на такви активности кои што ги има во секоја планина која што гравитира и која што е многу близко до урбано место. И некаде до средината на летото наредната година сето ова ќе биде по мое очекување или ќе започнеме со имплементација на сите овие програми за водно да го направиме атрактивно за Скопјани. Водно без сообраќај, меѓутоа водно со доволно содржини да ги привлече луѓето да бидат таму. И тоа е едно нешто кое што го работиме веќе повеќе од еден месец. Затоа велам студијата е некаде на средина, ќе го добиеме тој документ, моите очекувања се некаде пред нова година, да ги поведеме соодветните постапки и на пролет да започнеме да го имплементираме. Обезбедените средства кои што се потребни, кои што ги имаме буџетирано, се 9 милиона дел од редовните приходи, дел од 3 милиона се од буџетот на град Скопје, 6 милиона се од меѓународната соработка што имаме остварено и околу 18 милиона се дел од средствата кои што служат за ревитализација на водно. Значи со вкупно некаде околу 450.000 евра ќе влеземе во сериозна урбанизација, натурализација, кога ќе се каже урбанизација може да звучи лошо кога е во планина, меѓутоа правење на содржини на самата планина без да имаме девастација на растителниот и животинскиот свет таму.